Прва Телма анкета. По аферата прислушување ги прашавме граѓаните. Дали стравуваат дека им е загрозена приватноста? Кој снимал и прислушувал? Како ќе се реши политичката криза? Дали очекуваат објективна судска завршница? Добро вечер. Да, ова беа само дел од прашањата од првото истражување на јавното мислење на телевизија Телма. Ова е заеднички проект со Институтот за демократија и Македонскиот центар за меѓународна соработка. За резултатите од истражувањето вечерва ќе дебатирам со моите гости, професор Мирјана Малеска, политикологот Башким Бакију, Александар Кржаловски од МЦМС и Марко Трошановски од Институтот за демократија. Прислушувањето беше темата на теренската анкета која ја спроведе агенцијата М-Проспект на територијата на цела Македонија на репрезентативен примерок од 1000 испитаници. Првото прашање кое им го поставивме на граѓаните во оваа анкета беше, според вас, кој ги снимал или незаконски ги прислушувал, се извинувам, кој според вас ги снимал или слушал незаконски прислушуваните разговори. Резултатите од истражувањето по првото прашање ќе ги представи Марко Трошановски. Благодарам, Сања. Прво, како вовед, еден генерален впечаток од резултатите кои што ги добивме оваа анкета, дека постои една силна поларизација помеѓу македонските граѓани во македонската јавност по сите прашања од анкетата, односно постои една вкопаност во рововите на уверување на двата сегмента од јавноста и една третина од популацијата која што нема одговор, збунета и не знае што се случува и така натаму. Што се однесува до првото прашање, кој прислушувал, кој ги снимал разговорите, може да се види 29% од популацијата одговориле дека тоа е Управата за безбедност и контраразузнавање, 36% дека се тоа странски служби, повторно останува една третина која што нема се уште одлучено, не знае кој го правел тоа. Она што е интересно на дистрибуција на рурално-урбано ниво, приказната, да речеме, или верзијата дека тоа се странски служби доминира, меѓутоа на ниво на урбаните средини благо преовладува уверувањето дека Управата за безбедност и контраразузнавање е таа што прислушкувала. По политичка определба на граѓаните, гледано низ таа призма, 48 од гласачите на ВМРО-ДПМН сметаат дека се странски служби, додека од оние на опозициониот кампус, поточно СДСМ, сметаат дека се тоа околу 50, дека Управата за безбедност и контраразузнавање прислушкувала, тоа се 54% од граѓаните, додека останатите не знаат. Тоа се совпаѓа всушност и со тврдењето на владеачката ВМРО-ДПМН дека зад целава афера стоја странски служби, согласно нивните поддржувачи, нивната теза и обратно. Да, се совпаѓа. На генерално ниво може да се види, нели, целокупната јавна дебата во земјата е всушност може да се дестилира на два наратива, две приказни, две концепти: загрозена безбедност и стабилност на државата од страна и загрозена слобода и демократија, која што треба да се врати кај граѓаните, нели, она теза која што ја промовира опозицијата. Сега, за сега во оваа состојба, односно овој временски интервал кога го меревме, преовладува првата приказна. Кржаловски, зошто поголем процент од граѓаните сметате дека се изјасниле од сето ова прислушување незаконско е дело на странски служби? Прво, благодарам за поканата во оваа емисија и како директор на МЦМС почетокот на овој заеднички проект, така да го речеме, со испитување на јавното мислење на важните актуелни теми, што е една од главните улоги на МЦМС и ние спрема тоа ги дизајнираме нашите интервенции и активности, како и секогаш, така и овој пат се впуштаме во оваа активност да видиме кои се перцепциите на граѓаните за разни теми, вклучително и најактуелните во моментов, како што е сега
оваа афера со прислушкувањето. Она што е за нас битно е да се секогаш да се согледа мислењето на граѓаните и врз основа на тоа да се определуваат активностите и да наша улога е меѓу другото и да анализираме зошто е тоа така. Она што Марко го напомена, прилично е јасна поларизацијата и на конкретно прашање мислам дека тоа јасно се гледа и дека веројатно во овој период отприлика околу 1 месец отколку ова е во јавноста и гледаме дека на разни медиуми се фаворизираат разни приказни и се потенцира таа поларизираност. Она што е интересно, што е доста голем бројот на неопределените, што граѓаните се посебно неопределените бараат вистината или што точно се случува и тоа е она што треба во натамошниот период да се разоткрие, така да речем, односно се потврди едната или другата од приказните или колку од едната е вистина, колку од другата. Инаку остатокот е прилично јасен дека и за жал тоа е едно од проблемите според нас големата или тешката поларизација во општеството, да секој симпатизер, особено на водечките партии веројатно во албанскиот блок, меѓутоа во македонскиот особено, си веруваат на својата страна, условно речено, на својата партија која симпатизираат и не ги интересира другото. Значи, и не веруваат на другото, туку се држат до приказката која партијата која симпатизираат ја фаворизира или ја прикажува како вистината, без критички да погледаат дали е тоа баш така или дали има простор да се оспори или да се запраша да не е можеби поинаку. Професор Малеска, сепак голем процент се неопределени. Што ќе биде пресудно за нив да одлучат или да поверуваат на едната или другата страна или ќе си имаат свое? Јавното мислење се создава. Јавното мислење се создава така што се граѓаните изложени на медиумите, што се изложени на разни други извори на информации, да речеме електронските медиуми, електронските извори на информации, разговори, дебати и така натаму. Очигледно е дека граѓаните се изложени според овие резултати што ги гледаме. Ако се медиумите, например, или еден добар дел на медиумите под влијание на власт, да речеме јавниот сервис, да кажеме, уште неколку други канали кои во јавноста се зборува отворено какви се, а и самите граѓани можеме да пресудиме дека се под директно влијание на власт. После оние разговори кои ги слушнавме, каде што се директно шефот на безбедноста се јавува на уредник на телевизија и зашто го имате ви овој телефон. Точно тоа да го покажете дека не сакате влијание од страна на власта, да, и тоа мислам го слушнавме и како значи граѓаните се изложени во добар дел на медиуми кои се под директно влијание на власт или нивната слобода, нивната независност, нивната непристрасност е многу ограничена. Оние медиуми кои не се во таа мерка или не се воопшто изложени на притисоци на власта се многу малку и главно се портали некои. И тогаш јас не би се зачудила дека, да кажеме, еден добар дел од граѓаните веруваат во една приказна за влијание на странски служби. Јас знам од она што сум читала, што сум гледала, што сум слушала, дека ваков тип на режими кои не се под демократска контрола на опозиција, на јавност и така натаму, кои може да се наречат автократски или узурпирани или неконтролирани, дека тие обично се врушуваат внатре од луѓе, своји луѓе кои ќе ги, да кажам така, издадат од разни причини. Од причини може да бидат патриотски, може луѓето да се заштитат сами себе, нали, дека вршат кривично дело доколку прислушкуваат, нали, или пак може тоа да го направат и за пари, но во секој случај тоа е едно искуство кое покажува од неколку такви автократски режими во минатото кои видовме како се рушат. Така што граѓаните се изложени, да кажам така, на едно влијание на медиумите, но тоа
да речам дека ќе се менува или се менува со време, ќе видиме тоа прва зависи многу од тоа дали и како оваа власт ќе се однесува кон ова што се случува во моментот, еден скандал кој што дали ќе ги потикне или притисок, дали ќе ги потикне да поднесат оставка после се ова и да се повлече да остават, да се разреши на пообјективен начин овој скандал, мислам, ќе зависи од тоа. Бакију, дали се согласувате дека пристапноста до медиумите или состојбата со медиумите е пресудна за одговорите на граѓаните на оваа анкета да изберат одговор дека странските служби, поголем процент да изберат одговор дека странските служби стојат зад оваа афера? Секако дека да имаат големо влијание медиумите во креирање или пак создавање на јавно мнение, или пак еден тип на аутосугестија која што влија и во креирањето, односно добивање на резултатите кои што како што ги гледаме сега, односно тоа што вие го кажувате дека странските служби прислушкувале. Во рамките на функционирањето на политичките партии нормално постојат PR експерти кои што сугерират со цел да се создава едно мнение кој што понатаму преку медиумите влијаат. Меѓутоа, во моето 10-годишно искуство на истражување, поминувајќи ги сите овие фази и како анкетар, координатор и менаџирање на проекти кои што имаат цел на истражување на јавното мнение, сум се соочил со различни одговори или пак страв кон одредена група на граѓани на изразување на слободата на говор под разни причини или пак околности кои што се случуваат во државата. Степенот на развиеност, резервираноста на респондентот да дава искрен одговор и така натаму. И самите вие, мислам, и вие во воведот на оваа емисија поставивте прашање, односно кое е било и предмет на истражување, дали е нарушена приватноста на... Да, тоа е следното прашање на кое одиме сега да се задржиме на странски служби или домашни служби. Што покажува дека можеби и граѓаните се резервирани, но клучни во овој домен, се согласувам и со господин Кажаловски, во кој што можеби тие 31% се одлучувачки, бидејќи сметам и јас дека овие 36% и 25%, односно дека странските служби прислушкувале или пак УБК се под влијание на PR експертите, влијание на медиумите и оние кои што креираат мислење со цел да создават влијание и кај населението. Ако можам да дополнам тука, други тековни истражувања во моментов покажуваат дека над 80% од популацијата е запознаена на овој или на оној начин со бомбите. Нели, фигуративно кажано. Ситуацијата на непропорционално медиумско покривање или непропорционално медиумско представување го има ефектот кој што го гледаме и од резултатите по етничка дистрибуција кај албанските граѓани испитаници е многу повисок, да речеме, во повисок процент одговорите се дека странски служби, дека Управата за безбедност и контраразузнавање прислушувала, додека кај македонскиот кампус ситуацијата е пата-пата. 37% се за едната страна, 32% се за другата приказна. Ако го земеме тоа дека Алса телевизија нели применуваше, односно во живо ги пренесуваше дел од конференциите, додека руралните делови кај и кај македонските, генерално руралните делови не се изложени на сите нели медиумски канали, можеме да извлечеме некаква логика во тоа какво е влијанието на медиумите врз овој исход од резултатите. Зошто мислите дека кај албанците преовладува ставот од управата за домашните служби стоеле за целата афера? Па добро, тоа претпоставам дека хипотетички пред да се направи некој истражување, сигурно јас би создал таа хипотеза со цел на тоа, со самиот факт што
Марко веќе спомна дека ЛЦТМ телевизија е која што повеќе гледана кај албанското население и она директно ги пренесуваше през конференциите на СДСМ. Имаше поголем пристап на информациите и поголемиот дел од разговорите беа достапни во времето односно во периодот во кој што се најгледани емисиите, односно вестите. Така да сликата можеби беше пореална во однос на тоа како се создава, како можно е да се направи, односно кој го контролира тоа, како може да се создаде еден механизам на прислушкување, што реално можеби е по-чиста сликата и создавање на мислење дека тоа е пологично да се направи можеби од домашна служба отколку од странска служба. Самите разговори навистина беа шокантни. Никој не остана рамнодушен. Слушнавме од обични приватни разговори, слушнавме вулгарности, слушнавме државни функционери, денеска еве според она што го објави СДСМ како договарале избори, местеле избори, како што рече лидерот на СДСМ Заев, слушнавме за апсење во случајот Љубе Бошковски. Цела оваа шокантност веројатно создаде различни чувства кај граѓаните. Затоа второто наше прашање во анкетата беше дали граѓаните се чувствуваат дека им е загрозена приватноста отколку ги слушнаа сите овие прислушувани разговори. Марко, да ги слушнаме и резултатите. Во врска со ова прашање, резултатите се следни. Значи, околу 50, односно половина од испитаниците одговорија дека не чувствуваат дека нивната приватност е загрозена, додека 43% се изјаснија дека се чувствуваат загрозени, односно покажаа сензибилитет по прашање на приватноста, што погледнато по возрастна, по старосна граница покажува како стареат испитаниците, така ова прашање е се помалце важно за нив. Кај испитаниците над 50 години опаѓа чувството за приватност, приватноста како вредност, како човеково право, додека кај младата популација до 30 години е исклучително висока загриженоста за нивната приватност, така да тоа е еден вака интересен индикатор. Кај албанските испитаници исто така загриженоста за нивната приватност е многу повисока за сметка на македонскиот кампус, така да речеме, по политичка пак структура, по политичка припадност на испитаниците. Кај симпатизерите на ВМРО околу 32% се чувствуваат дека нивната приватност е загрозена, меѓутоа 63% дупло повеќе сметаат дека не се таа не им е загрозена. Кај СДСМ пак е ситуацијата обратна, иако тука сепак не постои некое големо чувство на загрозеност на приватноста и кај нив. Тој процент е доста висок. Генерално, значи, одговорите до ова прашање покажуваат дека испитаниците граѓаните на Македонија немаат некој голем сериозен проблем со приватноста од аспект на нивните чувства и уверувања. Зошто сметате дека е тоа така, професор? Прво, не може да избегнат одговорност оние кои што, да кажеме, наредиле прислушкување. И во случајов, во случајов се работи за јавно мислење и чувство на граѓаните. Немаме некоја демократска голема традиција и можеби граѓаните не се во доволна мерка чувствителни на ова прашање, кршење на приватноста, иако доста е висок процентот и на тие што одговориле дека се чувствуваат загрозени, односно дека им е нарушена приватноста и правото на приватност. Така што недостаток на таа сензитивност во доволна мерка можеби, макар да овој резултат покажува дека граѓаните се сепак чувствителни на прислушкувањето.
односно дека не се согласни некој да навлегува во нивната приватност. Прислушкувањето обично се прави затоа за да има материјал оние што имаат власт во раце, моќ во раце, тоа да го спроведат, да го направат, да го дозволат или да не го спречат, се употребува за да се оценуваат политичките противници или противници во економската сфера или да се добија некоја добивка, било политичка, било финансиска, било економска. И сите луѓе и не се изложени на такво едно искуство, меѓутоа доволно еднаш кога да се најдете во ситуација некој да ве оценува, ќе знаете да ја цените тогаш повеќе слободата. Баки, зошто има ваква голема разлика меѓу албанците и македонците во однос на приватноста и слободите за гражданство? За да се даде еден реален одговор, ќе треба да се спореди со ред други, претпоставам, истражувања кои што се спроведени од различни институции и организации, односно да се докаже довербата кон институциите, па претпоставам и да се поврзе исто така кој го направил сомневањето, кој го спроведувал прислушкувањето, па истото да се споредува со ова прашање. Логично, одговорите тоа прашање би требало да доминираат дека не се загрозени, не е загрозена приватноста, со оглед на фактот што граѓаните сами по себе знаат дека тие не се предмет на прислушкување. Најчесто тие се предмет на прислушкување, а се гледа и по разговорите, биле луѓе кои што имат некоја функција во политичките партии и државните, односно и државни функции. Така да претпоставам растеретени се од смислата дека барем и некој обичен граѓанин би бил прислушкуван. Но тука прашањето се поставува во однос на сомневањето. Кај албанците претпоставам одговорот би бил повисок со оглед на тоа што генерално постои мнението дека кај албанците дека поголема е недовербата кон државните институции. И токму тоа да се вратам на воведот, дека ако ги споредиме и било кој истражување од осамословувањето на Македонија па до ден денеска, ќе видите дека во споредба со македонците одговорот на испитаниците албанци е повисок во однос на недоверба кон сите државни институции, судство, Министерство за внатрешни работи и ред други институции. Меѓутоа, има и елементи на традиција во кој што поеќе е оценет, мислам, приватниот живот кај одредени етнички групи или пак религиски групи. Интересен момент е што sada само објави многу малку разговори меѓу албанските политичари. Да, веројатно да се поставеше прашањето и на оваа анкета дека дали сакате да има и разговори, претпоставувам и од страна. Да, се барат и се ветуваат. Очигледно дека преку разни медиуми и портали албанците и прават, условно кажано, притисок со цел да се види дали нивните представници биле вмешани односно биле и прислушкувани, па веројатно и љубопитноста што е разговарано, која била нивната одговорност, што реално и како функционирала како одговорни, односно луѓе кои што имат јавна функција, го добила од страна на нивните симпатизери, односно граѓани. Жаловски, зашто? Само нешто да додадам, ако се сложи колегата, можеби кај албанците се работи за едно лошо искуство од минатото. Бидејќи, да кажеме, како една група помала заедница во општеството, борејќи се за своите права, биле често пати изложени и на репресија, па имаше рушење на огради, па имаше затварање на неподобни, отстранување од работа на неподобни граѓани албанци, веројатно и политички затвореници, ако се погледне. Политички затвореници се од албанската заедница, недовербата особено кон структурите на безбедност, и предпоставувам поголема кај албанците, тоа се гледа и од не само од оваа анкета на јавно мислење, и од други анкети на јавно мислење. Овој низ понизок степен од недоверба, а мислам после се ова што се слуша, што го слушнавме, јасно е дека ќе биде уште и поголем до јас. Особено љубопитност кај албанците, особено кога збориме за еден вид на дискриминација,
ја често пати со моите колеги коментираме дека реално ако некој подобро знае како е да се дискриминиран во ова држава, тоа во кожа го има чувствува на господин Кржаловски. Ја можам да ги потврдам делот. Да, меѓутоа сакам да ве прашам зошто кај постарите испитаници нема толку многу грижа за нивната приватност, за нивната слобода, правото на приватност. Одговорот е ист или сличен како што и колегите дадоа и на бидејќи се работи за прашање на менталитет или стереотипи кои многу долго треба да се искоренат или да исчезнат, или многу едукација или практицирање на недискриминација, на учество, на доверба во институциите и баш затоа рекав и да потврдам бидејќи МЦМС во последните 10 години 5 пати ја мереше довербата во институциите и точно се гледа јазот, особено меѓу етничките македонци и албанци за довербата во институциите. Добро беше што на последното тој јаз најмал беше 15% имаше, ама имаше помала доверба се уште кај албанците во државните институции, а тоа го објаснува и првото прашање зашто и таму има разлика, бидејќи па довербата во меѓународниот фактор е поголема кај албанците. Исто и за стари млади е слична. Она што беше објаснение чувството на дискриминација кај етничките албанци во претходниот систем, кај старите чувство дека тоа било нормално, озна свет дозна или да бидеме следени, прислушкувани и слично. А и во транзицијата не е прв случај, ова нели имаше и големово и дувло и сина птица, значи има некоја историја дека доживување на нормално и дека она што сега се промовира како вредност на индивидуална слобода, што вели професорката Малевска, на приватноста, на прашањето на дискриминација, дека и тоа исто е прилично стереотипно, дека луѓето не чувствуваат за кога се работи за нив дискриминација, дури кога ја има, не може да препознаат дека се дискриминирани. И такви прашања, така да тоа е менталитетско прашање кој подолго време ќе треба за да се промени. Прашањето, Сања, ако може, прашањето на културниот менталитет, на културното милје за кое што спомна Кржаловски и професорката Малевска, генерално сите се согласуваме околу тоа и во анкетата за светски вредности од 2010 година, кој што ги мапира народите според културен модел на кој што припаѓаат, македонците ги става во димензијата на така поделена е помеѓу во димензијата на народи кои што споделуваат вредности на survival или на преживување првенствено, наспроти некои вредности на себе експресија. Тоа значи дека за македонските граѓани генерално стравот од физичка или економска несигурност е оној што преовладува. И во таков амбиент приказната за приватноста не допира до нив. Исто така и приказните за загрозената безбедност и нели на државата и стабилноста наспроти приказната за слободата и демократијата исто така победува приказната за стабилноста, бидејќи таа е она што ја препознава сензибилитетот на македонското културно милје. Слободата и демократијата се многу поапстрактни концепти и идеи кои што кај луѓето нели не наоѓаат не наоѓаат разбирање. Следното прашање е што е потребно да се реши политичката криза. Предлагам блок реклами, а потоа ќе ги слушаме резултатите од истражувањето по ова прашање. Што е потребно да се реши политичката криза? Им понудивме неколку одговори на граѓаните. Што избра? Ке ни кажете, Рашановски. Значи, ги групиравме одговорите на таков начин што, како што може да видите од табелата, доминантното расположение кај граѓаните се е потребата од предвремени избори. Значи, во контекст на оваа одлука, на овој одговор на граѓаните, може да се групираат три одговора. Првиот е предвремени избори преку меѓународно посредништво, понатаму техничка влада, повторно нели во насока на предвремени избори и предвремени избори сами по себе, што подразбираат дека нели владата сама има капацитет и легитимитет и така натаму да ги спроведе истите, кои ќе ги собереме овие три во едно, тие прават нели збир околу 44% кои што доминира со одговорите. На страна тоа
24% сметаат најчесто одговор е дека не треба ништо да се прави, ситуацијата ќе се реши само од себе. И околу 12% се дека треба да се случи реконструкција на влада. Оваа популација која што одговорила дека е потребна реконструкција на влада, всушност лоцираат индивидуална одговорност кај одредени актери кои што се ги има на снимките или кои што се одговорни за деформациите во безбедносниот систем, така да речам, додека кај овие гласаци кои што рекле дека не треба ништо да се прави, ситуацијата сама ќе се реши, најголем процент се прелеваат, всушност имаат удел гласовите на поддржавувачите на ВМРО ДПМН, ако погледнеме низ призма на политичка афилијација. Кај ова раздробување на предвремените избори по овие три столба, симпатизерите на СДСМ сметаат во поголем дел дека техничка влада е решението, додека албанскиот блок, албанските гласачи повеќе дуи гледаат повеќе решение во насока на реконструкција на владата, додека ДП или останатите повеќе во предвремени избори. Добро, ја би сакал да додам на прашање, извинете, професорке. Реално да го спроведува ФИА истражувањето, овие прашања ќе ги оставив, мислам одговорите ќе ги оставив отворени, со оглед на тоа што токму влијанието кој што го потенциравме на првото прашање, влијанието на медиумите, ќе добивавме одговори од типот на меѓународно интервенирање и решавање на ситуацијата, логично е дека после одреден период ќе следат изборите, што убеден сум дека кај албанците ипотетички ќе доминира мнението дека токму меѓународниот фактор би требало да биде присутен, односно да биде посредник кон решавање на целата ситуација. Вака не се сомневам дека и овие се одговорите, но веќе кога им се нудат на испитаниците, оние треба да избират на еден веќе изнуден одговор, а доколку се остават и друга опција, односно да имаше и друга опција, сигурно убеден сум дека меѓународно посредништво наспроти избори. Да, меѓународно посредништво е логично, одговорите се тука, но за избори. Меѓутоа за решавање на ситуацијата не се само изборите, бидејќи тука не алоцираме одговорноста, како ќе се речи, имаме политичка криза, имаме ситуација, имаме проблем, имаме прислушкување, но тоа ако поминуваме само преку изборите, значи виновникот сегогаш ќе го нема, како и сегогаш. Не може виновникот да остане сираче. Но во оваа ситуација во која што имаме голема недоверба, особено кај албанците, доверба кон институциите, логично е дека ќе се помине според одговорите, ќе се премине на избори, ќе се заборави се. А токму поради недовербата кон институциите, очекувањето се дека некој меѓународно посредништво би интервенирал со цел правно разрешување на ситуацијата. Граѓаните бараат политичка одговорност. Тоа го изразуваат преку барањето за предвремени избори. Значи, има расположение дека треба да се случи прераспределба на односите на политичка моќ. Тоа е евидентно. Да, но друго е политичка одговорност, а друго е правно решавање на кризата. Се изгубија од позади резултатите. Сакав само да... Дали може да се врати ова тркалово или исто тоа е ова? Да. Да, и веќе. Јас вака би го протолкувала ова дека легитимитетот е доведен на власта во прашање. Зошто? Ако ги погледнете процентите на меѓународно посредништво, техничка влада, реконструкција на влада, би рекла дека мнозинството некаде излага 41%, може и така да се групираат, според мене, би рекла дека ја доведуваат легитимноста на власта во прашање. Што е легитимноста на власта? Недоверба на граѓаните,
да кажеме тоа легитимноста не е исто што јавно мислење, таа се стекнува врз основа на повеќе основи или почива врз, да кажеме, изборите. Едниот извор на легитимитетот, други извор на легитимитетот е дали власта работи во рамките на законот и уставот, дали не излегла надвор од своите надлежности, дали постои демократска контрола врз власта. И третиот елемент е, да кажеме, дали вредностите меѓу власта и граѓаните се совпаѓаат или не. Би рекла дека после се ова, еве и анкетава може би покажува во насока дека власта ја губи легитимитетот. Го губи својот легитимитет. Прашањето за одговорност, може би вие не сте го поставиле во анкетата, дали некој е одговорен, дали некој ќе понесе одговорност, не знам. Не беше. Но што се однесува до мене лично, како јас сметам дека треба да се баре излез од кризата, би се согласила со колегата дека некој, владата заправо мора да поднесе одговорност за оваа ситуација. Најбезболен излез од оваа криза е да поднесе оставка владата и потоа, односно да се повлече премиерот, да овозможи, да кажеме, доверба на нас граѓаните дека нема да се врши така директно влијание врз судскиот систем, за да може и правна и судска разврска да има на крај. Но првен мора политичка одговорност. Како ние ќе научиме како граѓани што е демократија, што се човекови права, што е кршење, докаде е дозволено или не власта да се, мислам, да се однесува на овој начин, ако никој не понесе одговорност во оваа ситуација. Ја таа ситуација воопшто не можам нити да ја замислам. Предлагам да ги видиме и другите телопи на понудени одговори, како се изјаснија граѓаните. Следниот околу што мислат тие за меѓународно посредништво. Марко, ако може да ги искоментираш овие резултати. Значи, околу 13% од испитаниците сметаат дека, нели, меѓународниот фактор е оној кој што треба да ги организира изборите, односно сметаат дека нема доволно капацитет и легитимитет владата да спроведе, нели, фер и демократски избори. Тука можеме во контекст на што Башким го велеше да видиме дека поголем дел од албанската, нели, популација го наоѓа излезот од оваа криза преку меѓународно посредништво. Додека од аспект на возраст, нели, овие граѓаните кои што се, да речеме, некоја средна возраст помеѓу 30 и 39 години преовладува, односно доминира кај нив оваа опција, ова размислување за разрешница на политичката криза. Можеме со наредниот слайд. Следниот телоп да го видиме. Ако може. Не треба малку време. Може додека Каржаловски, да. Да, јас да искоментирам на нешто беше претходен слайд, па и на овој. Дека, нели, колку е чудно одговорот, ништо не треба да се прави, мене ми личи дека тој ќе биде најизвестниот од овие, бидејќи првата опција за предвремени избори, ако гледаме условно речено СДСМ и ВМРО, веројатно сега ВМРО повеќе би одел на таа опција отколку СДСМ, од проста причина што СДСМ не верува во институциите и ќе бара прво техничка влада, па потоа предвремени избори. Ако се оди на тоа, па тоа не беше прифатливо за ВМРО со прогласувањето на аферата Пуч, мислам дека тоа не го сметаат за опција веќе, бидејќи не прифатија, нели, тоа. За меѓународно посредништво веќе го имаме искуството од претходниот пат со локалните избори како заврши, тоа прво ќе трае одреден период, а потоа пак завршува со недоверба во институциите од страна на опозицијата. И реконструкцијата на влада можеби ќе реши дел од прашањата на одговорност што ги спомена професорката Малевска, а веројатно, иако немало директно прашање за одговорност, можеби првото, кој е виновен за прислушкувањето, дали управата за безбедност и контраразуѓање или странски служби, ќе на некој начин лоцира одговорноста, значи или едната приказна или другата е точно, или двете ќе видиме како ќе испадне на крај.
Така да, затоа велам најизвестно ќе биде она што истори беше најдоминантен одговор 24% дека ништо не треба да се прави или нема да се прави, ќе се одолговлекува од разни страни ситуацијата додека не дојде време за нови избори, макар и да бидат превремени, а ништо чудно и да се тегне целата афера додека дојде време за редовни избори. Сметате, Бакио, дека може да се одолговлекува и самата по себе да изгубат граѓаните интерес? Не знам како би се решило тоа самата по себе или пак може би тука влегува некаков политички договор, макар што во моментов за тоа изгледа дека нема некакви шанси големи. Сепак ние сме земја со статус кандидат за членство во Европската Унија и кореспонденцијата помеѓу државата и низините институции со Европската Унија е, претпоставам, комуникацијата секојдневна и ако сериозноста на проблемот се повеќе е над лупата на Европската Унија и Европската комисија, претпоставам и оние ќе превземат одредени чекори со цел да притискат и да се дојде до некое решение. Меѓутоа, според досекажните изнесени бомби, логично е дека да живеевме, мислам, да имавме по-висока демократска култура, да бевме по-развиена земја и по-голема политичка култура и свест, очигледно дека, мислам, реално е дека реакциите од страна на граѓаните кон институциите и кон политичките партии, без разлика дали се власт или опозиција, би била условно кажано, револуционерна. Меѓутоа, за жал, идеме кон чекорите како што идат, па и со изнесувањето на бомбите, без разлика на суштината на разговорите, па и сериозноста, и нарушувањето на приватноста, па и условните закани, доаѓа до некакво креирање на мнение на нормалност, што реално за мене индивидуално е жално. Пак ќе се враќаме на тоа од етнички контекст. По природа албанците се по-реакционерни, повеќе реагира доколку денеска беа објавени разговори токму поврзани со изборите, значи седмата бомба, ако не се лажам. Да, па токму тоа сакам да кажам дека слични се кажа како се договарале или местните избори. Мислите ли, професор, еден од основите на легитимитетот се изборите доколку се честни. Значи, избори, ама честни избори. Приговорите на ОПСЕ после изборите дека власта ги злоупотребува државните избори за да освои што повеќе гласови и другите забелешки околу избирачкиот список, околу пописот на населението и така натаму, беа еден знак дека изборите, нивната легитимност може да се честност, може да се доведе во прашање. Меѓутоа сега ова што го слуша вечерва, вистина беше шокантно како се лажираат избори. Така што би требало ова навистина да биде една ладна кофа вода врз нас граѓаните, да знаеме дека кон секоја власт треба да се однесуваме со барање за демократска контрола, а кон оваа власт дека треба одговорност за ваков вид на лажирани, нечестни избори. И мислам дека расте притисокот, само според мене, прашање на време кога ќе падне оваа влада и кога, да речем, тие луѓе од власта ќе сватат дека не може да останат понатаму на политичката сцена. Зошто? Меѓународната заедница врши голем притисок. Ете и американскиот амбасадор во ОПСЕ имаше овие денови изјави. Во германскиот Бундестаг се дискутира за затворена врата, но истекуваат информации дека проценува ситуацијата ви е многу лоша, да не речам критична, како беше објавено, нели,
во печатот, европските дипломати исто така прават притисок, внатре притисокот расте. Да кажеме, еве, партијава на албанциве ДУИ, што е коалицијски партнер. Тие бараат, седат во влада, а бараат странска меѓународно посредништво. Па што е тоа освен, да кажам, нестабилност на владата во моментот, па и на, ако сакате, и на политичкиот систем. Граѓаните притискаат, има од страна на политичките партии до судските институции жалби за повреда на поединечни и групни права, така што мислам овој притисок ќе расте, бидејќи навистина се шокантни сите овие снимки што ги слушнавме за содржината на разговорите. А оние луѓе кои сакаат, кои им е важна вистината, на кои што им е важно да живеат во едно општество каде што владеат правила, а не луѓе, и тоа какви луѓе, нали? Мислам, јасно е од информациите во новините, од стручни луѓе кои се занимаваат со информатика, да кажеме, некој професор се јави од Данска, македонец по потекло, друг професор од нашиот универзитет, трет информатичар истакнат не знам од каде, кој кажува дека е многу лесно да се утврди автентичноста и заправо тие сметат дека се разговорите автентични и дека не е проблем технички и тоа да се докаже, нали? Така. Само може да додадам нешто во однос на одговор. Момент, господин Каржаловски, после овој меѓународен притисок, навистина од меѓународна заедница стигнуваат многу директни пораки, алармантни, да се најде решение. Оттаму очекувате, како што рековте, кризата сама да се реши, а расте и тензијата внатре, што спомена професорката Мараска. Земам и предвид, бидејќи меѓу другото и учествував и во овој месец дена во и со представници од странските и пратеници европски, меѓутоа едно исто првите пораки што ги дава беа не сме тука да ги подгреваме очекувањата. Тие се слукаат fact-finding missions да видат што се фактите и да, ќе има притисок, ама исто сите викаат, меѓу другото и дека е ваша одговорност како држава и за мене исто малце срамота, уште на Оли Рен му викавме во собрание во 18 години кога наполнивме како независна држава, дека демонстриравме дека можеме сами и без Југославија и без Европска унија да преживееме и дека е време да си сами да си не дека не сакаме ние во Европска унија, сакаме, ама ева живи здрави сме после 18, сега после 20 кусур години од независност. Пак е малце за мене срамота како држава да не си ги решаваме сами проблемите, ама таква е ситуација, поларизацијата доведе до толку да не можеме да седнеме сами да се договараме. Главна работа е што се наруши довербата во институциите, тоа што го зборуваме цело време, затоа и донесов од претходните анкети, таман почна да расте, ја мислам сега следното истражување ќе биде као 2006 падната довербата во институциите, ама и прашање како ќе се реставрира и затоа ги одев по тој ред, дека едните не веруваат во институциите, ама сите, вклучително и меѓународната заедница, вика мора преку институциите да се оди. Е се прашањето како ќе се дојде до враќање до вербата во институциите. Са прво, тие што се веќе таму од обвинителство, од суди, од кои се државна комисија изборна, ќе треба да демонстрираат лична доблест и честност што се очекува, за да се спроведат сите постапки што треба да се спроведат и сите да вратат до вербата или да веруваат во тоа што се прави. Ама дали тоа така ќе биде? Сите се зборуваат за оставки нема, а и да има, тоа ќе биде реконструкција, тоа пак и најчесто така и се решавале вакви кризи. Мислам дека кога се зборува за оставки, реконструкција е најретко споменуван збор, кога се зборува за оставки, се зборува за оставки на првите луѓе, а не... И така да е, значи владеачката партија ќе остане владеачка партија, па и макар и сите министри да се сменеле. И сега сакам да му кажам на Александар една можно сценарио. Да, ако ВМРО ДПМН сака да остане на власт до наредните избори, тие треба сега внатре да го сменат, да кажам, Груевски, нали, да дојде нов
некомпрометиран човек на чело на партијата и тогаш можеби опозицијата ќе биде расположена после се ова и што и се правеше во минатото, бидејќи практично сега е јасно дека се работело на тоа како да се укине, да се уништи опозиција, што мислам во една демократска држава не може тоа да се замисли. Потребна е опозицијата. Можеби ќе бидат расположени и да се вратат дури и во парламент. Можеби ќе бидат расположени да седнат да разговарат со некој што не е компрометиран. Дали има такви луѓе, тоа ќе се види. Ниту една партија не е толку монолитна како што се замислува и веќе во печатот гледам се јавуваат вака така со разни мислења луѓе кои од самата партија. Меѓутоа, може и да не се случи тоа. Ова велам дека едно можно и добро сценарио. А има и лоши сценарија. Но колку е веројатно покажа бројките. Мислам 12% беше за таа. Нели Виктор Орбан е на ист начин критикуван, ама ја мислам дивно се менуваат работите, Александар. Ти замисли си после да речеме ова сега информации што ги слушнав и разговори, каде што се зборува за злоупотреба на луѓето од Албанија, на македонците од Албанија, нали? Нивното достоинство, значи, е тотално урнато. И нашето исто така, али нивното, значи, собирање постанови на голем број на луѓе, давање на документи за гласање, развезување со автобуси, не знам, мислам да вредили да ги повторувам, сите ги слушаме и ги читаме тие разговори. Ја мислам дека после ова повторно ќе повлијае на можеби на свеста на граѓаните, на членовите на партија, на луѓе кои што ќе сакат да се дистанцираат од некој што директно учествувал во оваа манипулација. Зашто не би сакале да се дистанцираат ако се честни луѓе, па билки има во држава, нели? И такви. Тоа сакам, затоа ги правиме анкетите, значи едно е личните очекувања или нашите размисли индивидуално кој што мисли за ова, ама што мисли мнозинството и што мисли. Ама во политиката дневно се менува. Еве сега после ова, на пример, да направите една анкета, може ќе има промена во ама и на крајот пак полугите се во владачката коалиција. Дали ќе има нешто или ќе нема, дали ќе прифати или нема. И втората опција е револуција, ама никој не ја сака, вклучително и опозицијата. Значи пак затоа велам поише ќе трае ова отколку што мислиме сега. Сите споменавме завршница во институциите. Затоа се посебно интересни одговорите на последното прашање. Ја замолам режијата да го покаже последниот телоп, каде што прашањето е дали очекувате објективна судска завршница? Бидејќи веќе имаме поставено и дадено и многу кривични пријави, се во јавното обвинителство се уште ги испитува според днешното соопштение, меѓутоа се очекува некаква судска завршница. Дали би била таа објективна? Да ги видиме одговорите на тоа прашање. По ова прашање, разликата помеѓу оние што очекуваат и не очекуваат објективна судска завршница, разрешница, да речеме, на кризата, не е толку голема. 46% се одговориле дека очекуваат објективна судска завршница, што до некаде кореспондира со довербата во судството од истражувањата кои што МЦМС ги правеше претходно, иако нели на друга страна се 38 од популацијата проценти кои што немаат доверба во судството, што е исто така незанемарлив процент. Што се однесува до етничката дистрибуција, македонците се поделени, тука 40% веруваат на судска објективна завршница, 45% веруваат, 40% не веруваат. Албанскиот електорат е исто така поделен, додека по партиска линија ВМРО и СДСМ се на две тотално спротивни страни од очекувањата. 64% веруваат поддржувачите на ВМРО дека суд објективно ќе се разреши тоа, додека 65% поддржувачи на СДСМ веруваат
дека нема капацитет судството за објективна разрешница, што повторно е во насока на онаа тектонска поларизација, вкопување во верувањата на ставовите кај граѓаните и секој верува слепо во својата вистина. Тоа што го рековме уште на почетокот. Како и да е, сепак се гледа дека постои расположение настрана политичката одговорност која што очигледно се бара од по претходното прашање, дека нужно мора да произлезе и одредена правна завршница, разрешница на некој да понесе правна одговорност за ситуацијата. Крчаловски, како се можни вакви резултати? Ти споменавте сите анкети каде што граѓаните изразуваат огромна недоверба токму во судството. Се споменува во сите извештаи на Европската комисија дека не е независно, дека е неефикасно, дека е корумпирано. Да, традиционално правосудството на последно место во довербата и на последната 41,5% била во 2013 довербата, а во 2006 кога почнавме 23,8%. Имаше тенденција на значителен раст низ годините и на последната од 2013 само 3 институции, Собранието, владата и правосудството беа под 50%, ама сите со значителен напредок во однос на 2006, а сите други беа со мнозинска доверба. Пак ја речам, се сомневам дека на годинешно истражување што го правиме оваа година, дека ќе остане така, бидејќи генерално ова што излезе во јавност како прислушкувани разговори, мислам дека значително ќе влијае на пад на довербата во најголем дел од сите овие институции. И сега пак ќе се вратиме на тоа како да се разреши тоа, бидејќи гледаме колку тешко се гради, значи за да се зголеми од 23 на 40%, требале 9 години да поминат за судството, а ќе падне многу брзо и од ново ќе треба да го правиме тоа и прашање како ќе го правиме ова што претходно се расправавме, дали кој ќе ги назначи тие луѓе, кој ќе ги предложи, дали ќе имаат личен интегритет, легитимитет, дали биле дел од прислушуваните, дали ако некој се предложи ќе излезе нова снимка, сега бидејќи нема контрола на зошто се битни институциите, бидејќи што велеше еден професор наш во институција, знаеш каде е кантата за ѓубре, а сега ѓубре на секаде и нема да можеме да го собереме, бидејќи веќе нема контрола на тоа што било прислушкуван, кој што зборувал и во секој момент сега може за било која личност да се најде нешто компрометирачко и што може да се употреби во било кој момент во следните години и многу тешко ќе биде враќањето назад на довербата. Најтешко па да се воспостават самите институции, односно како се тоа да се реизбере од собрание, почнувајќи дали ќе има избори, па влада, па се друго и судски органи па на тоа. Да направиме една мала пауза за реклами и се враќаме повторно на дебатата. Дали е можна објективна судска завршница на целата оваа афера што ја предизвика големата политичка криза? Господјо Малевска, дали ќе заврши во судот или каква завршница според вас? Според мене оваа власт се искомпрометира до таа мерка што сега би требало да се повлече, односно да поднесе оставка, за да може судската власт да евентуално, значи да не биде под директно влијание на оваа влада, за да може да ги земе во предвид, да кажам, судските предмети и евентуално да суди во согласност со правото и во согласност со својата позиција на непристрасен арбитар. Меѓутоа со оваа влада немам причина да верувам, слушајќи ги телефонските разговори меѓу јавниот обвинител и не знам луѓето од власта, нали, во какви односи се тие, дека ќе има објективна судска или праведна судска завршница. Тие заедно се во овој криминал, заедно се држат и заедно треба да паднат. Некој споменува и меѓународно посредништво или мониторинг или гаранции, дали е тоа можно? Не е битно за мене какви ќе бидат чекорите. Најдобро е ако можеме сами да ја разрешиме оваа криза.
воопшто не ми изгледа ни толку битно. Меѓународна, како ќе биде, дали комисија, дали некој ќе дојде и така натаму. Меѓународната заедница ќе продолжи да врши притисок, бидејќи не може земја членка, кандидат за членка на Европска унија да ги гази човековите права, слободи, демократија, да се однесува на овој начин, да лажира избори и така натаму. Апсолутно неприфатливо е тоа. И дефинитивно. Само прашање е колку ќе биде голем притисокот. Мислам, овој притисок ќе расте. Значи, дали некој ќе дојде или нема да дојде, воопшто не е битно, али притисокот ќе расте и на крај ќе мора да резултира со одговорност на оние кои го кршеле уставот и законите. Ќе има ли одговорност? Очекувате ли одговорност, Бакио? Па очекуваме, како и да е притисокот, односно обрачот ќе се стега. Може би целиот процес ќе трае долго, но земајќи ги предвид сите овие притисоци од надвор, од внатре, ќе дојдеме до фаза во која што некој треба да сноси одговорност. Но таа одговорност, односно тој притисок може внатре во себе да се создаде. Ако кажеме за одговорност, односно ако сакаме да најдеме одговорност во однос на самиот чин на прислушкување, и мислам дека таа доминација ќе биде кај македонските политички елити и неслучајно се изговорите од страна на албанските политички партии, па дури и оние кои што не се на власта, дека на барање на меѓународно посредништво. Јас индивидуално секогаш сум бил поборник на идејата дека политичкиот систем во земјата не е соодветен во распределбата на моќ помеѓу албанците и македонците и за жал или пак за среќа, во овој случај албанците само се, претпоставам, прислушкувани, а не прислушкувачи. Бидејќи од секогаш постоело тоа сомневање дека Министерство за внатрешни работи, ДБК, надворешни па и финансии се недопирливи за албанците и затоа сметам дека индиферентноста па дури на политичките елити албанци е ваква и барање на меѓународно посредништво, бидејќи може би реално немале воопшто некаков допир до овој чин. Ако збориме значи за чинот на прислушкување. Сега може би од суштината на разговорите излегуваат и други елементи на прекршување на човекови права, не знам, загрозување на копенхашките критериуми кои што ние како земја сме ги постигнали одамна. И тоа ќе се коси со ред други одговорности кои што убеден сум дека ќе имат, можеби не у блиска или но во некој друг период некој ќе сноси одговорност. Кршаловски накусок, ќе има или не избори? Па има евентуално некојаш ќе има, кратко само за правната разврска. По мене прашање дали е најбитното во овој, а за очекувањето, ако земем предвид дека лидерот на опозицијата има улога на whistleblower, на свиркач или на презентирање на јавноста на некој од ова се што се појави, најпознатите двајца Сноуден и Манинг не завршија добро по себе, во смисла на правна разврска. Значи, Сноуден е во екзил, Брајан Манинг од што ги развлечи, ги објави НАТО, односно американската војска, фајловите, 35 години осуден на затвор и служи затворот во Америка. Значи, поатоците се надвор, као што е во нашиот случај, ама свиркачите не помина најдобро во смисла на правна за разрешница. Тие се херои на демократијата и на слично на правото на информации. Сакате да кажете за ефтима да помине добро на крајот? Мислам дека прилично, веројатно и јасно, ја не сум правник, ама гледајќи ги тие светски случаи, веројатно во таа, ама по мене побитно е другиот ефект, односно по мене ово објавување ќе наштети на две работи на владачката партија или коалиција, едно на монолитноста, го спомена колегите, значи меѓу себе како тоа ќе се третира, и второ на рейтингот секако, бидејќи се демистифицира она што беше една од клучни вредности, значи да вклучително и за честноста да речеме, или како дел од работите се правеле, така да тоа ќе наштети. Ама дали ќе биде тоа доволно за промена или за влијание на следниот исход на изборите, какви да бидат и кога и да бидат, ќе видиме. Првиот график не покажа тоа. За да се случи Трошановски,
ова беше нашата прва анкета, го пипавме пулсот на јавноста прв пат по објавување на аферата со прислушувањето. Некое искуство од спроведувањето што можеме да извлечеме и што ќе ни биде следната? Да, би се надополнил на Кржаловски во насока на идниот исход од ситуацијата. Оно што како ефект го видовме како еден додадена вредност од анкетата е дека во споредба со изминатите истражувања што ги правевме има охрабрување кај гласачите на СДСМ да се изјаснуваат дека гласале за СДСМ. Има пораст на тој процент во оваа анкета во споредба со претходните кои што сме ги правеле. Тоа не значи дека СДСМ добива нови гласачи, тоа значи само дека од една спирала на молк која што престоеше претходно, малку се разбива, има некој охрабрување. Исто така има некој благ пат на рейтингот на владеачката партија, но факт е комуниколошки гледано дека целата ова да речеме збрка или кампања на негативна кампања на опозицијата околу снимкиве е по дефиниција негативна кампања. Таа што значи? Таа значи дека оној кон кој што е насочена губи рейтинг, меѓутоа оној кој што ја прави кампањата не добива гласови доколку не понуди алтернативен политички производ или понуда. Во таа насока кампањата сама како цел за себе нема да биде доволна за политичка мобилизација да направи поголема опозицијата во пресет на некои избори кога и тие да се случат. Тоа е едната работа и втората работа е дека предлогот од лекување на содржина на бомбите, прикажување во подолги временски интервали има лош ефект во смисла на вакцинација на јавноста. Вие веќе еднаш кај давате доза на стрес и секоја наредна доза веќе јавното мнение е прилично отрпнато. Интерес ке има секоја бомба и има голема гледаност, меѓутоа ефектот од тие бомби врз промена на ставовите ке луѓето се повеќе ке се намалува доколку ова се пролонгира до бескрај, ама еве гледам дека се забрзува работата, во вторник ке има е најавена некоја поголема нели објава на по сериозна објава, односно најсериозна објава на политички компрометирачки информации, да речем. Следната тема на нашето истражување сепак дополнително ќе ја договориме. Тоа беше се, тука е крајот на нашата дебата по првото истражување на јавното мислење на телевизија Телма што го спроведовме заедно со МЦМС и Институтот за демократија. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.